Гужви на шалтерите во општина Прилеп во последните денови од продолжениот рок на законот за легализација на диво изградени објекти за 1 евро од метар квадратен. Од локалната самоуправа велат дека денеска и утре одделенијата во општината ќе работат до 20 часот, а додека на 31 март општината за потребите на граѓаните ќе работи до 24 часот, односно до полноќ. Иако овој закон постои од 2011 година, граѓаните велат дека најверојатно македонскиот менталитет е таков што се решаваме во последен момент. Дел пак велат дека имале оправдани причини да чекаат 5 до 12. Да искористиме последниве денови од рокот кој што е оставен. Се работи за објекти кои што не се легализирани, а се изградени од поодамна. Зошто чекате баш последниве денови? Ами, најверојатно е то менталитет на народов што живее во Македонија. Секогаш последните денови се користа. И зошто користев на работа, зафатен, презафатен и за тоа. Инаку имаме викендичка. Тоа ми е за легализација, сакам да легализирам, да се види се чисто. Куќата в село што ние во селото да се легализираме. Зошто еве досега чекавте до последните денови? Куќата ни беше в село продадена, сега си ја повративме, ја купивме и сега затоа ја легализираме. А куќата што седиме во градов не е легализирана уште пред 1 година. Инаку Прилеп е лидер во Македонија според бројот на легализирани објекти. Од 15.367 поднесени барања, до сега биле легализирани над 8.000 објекти. Исто така и понатаму продолжиме да го користиме овај закон кој што е еден од најдобрите закони до сега донесени во интерес на граѓаните. Се надевам дека граѓаните ќе искористат до 31 март, до четврток, да поднесат дополнителни барања доколку имат заборавено некој објект или куќа за легализација. Општината е отворена и само да напоменам, нормално ќе бидат легализирани сите овие објекти кои што ги задувалат оние законски норми кои што се предвидени во законот за легализација. Инаку за подсетување, може да се легализираат сите дивоизградени објекти кои се изградени до 3.3.2011 година. Значи во дополнителниот рок до петокот беа поднесени негде над 1950. Значи околу 2000 барања, така да овие денови очекуваме да уште негде 200 до 300 барања се поднесат. Освен физичките лица, иако помалку, сепак документи за легализација на објектите поднесуваат и правните лица. Со оваа можност, сега фирмите можат полесно да менаџираат со објектите, да ги продаваат или пак да земат хипотекарен кредит за нови инвестиции.